А сега Ивана имаме на линк и ова што го прочитав дека ќе следи и тоа како ме израдува затоа што есента знаете дека е време за уредување на балконите, така што ќе слушнеме многу корисни совети од Ивана и од незината гостинка. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, до тебе, поздрав и до сите гледачи. Да, есента веќе ја чувствувам, иако официјално нели пристигна пред неколку денови, но денеска навистина имаме еден убав есенски ден, убаво есенско утро, па затоа ќе зборуваме за есенските цвеќиња, како да го редиме балконот во есен, кои цвеќиња нели можат да бидат надвор на балконот да ни украсат, но и како да ги подготвиме оние цвеќиња кои што не трпат нели толку ладно и толку влажно, да ги подготвиме за да ги внесеме внатре во домот, оние цвеќиња кои што летото нели го помина надвор на убавото време. Ние ова утро ве поздравуваме од Garden Flower, еден навистина убав цвет рајски, каде што господјата Елизабета Леши се грижи за сите овие цвеќиња кои што можат гледачите да ги забележат, и верувам дека секоја дама и секоја жена посакува да има ваква градина како што е градината на господјата Бети, со која што ќе разговараме во утро. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Ги споменав нели темите, прашањата, она за кое што ќе разговараме во следниве неколку минути, па би почнеме таму како да ги подготвиме пред се цвеќињата за есента која што веќе ни пристигна. Добро утро на гледачите на утринска на Алфа телевизија. Како што рековте, веќе есента календарски ни дојде. До вчера температурите не ни навестуваа на есен, беа убави топли летни температури. Меѓутоа од денеска и синоптичарите ни најавија баш есенско време. Така да веќе треба да размислуваме за сите оние собни растенија што си ги имавме надвор, да почнеме да ги внесуваме внатре, значи кај што сме си ги чувале цело време. Па најкасно би требало за 10 дена веќе да бидат внесени. Ако не ни изненади времето со пониски температури, па да се случи тоа и порано. Препорака е пред да почнеме да ги внесуваме, мора прво да ги припремиме и да ги прегледаме. Ако има потреба, може да ги пресадите, меѓутоа не е неопходно да ги пресадите, бидејќи онака тие влегуваат во сезона на мерување, нивниот вегетативен раст ќе биде многу помал, така да може да ги оставиме за пролет. Секако да се исчистат од сите жолти и сушени листови што настанале како последица од високи температури и засушување, да бидат чисти, да ги провериме секако да не има некој напад од штетник, особено на тоа да внимаваме. Ако има напади од штетник, секако да се направи едно третирање, па можете уште едно, да ги внесеме здрави, убаво да ги навадиме и постепено да ги внесуваме, да си ги ставиме на она место каде што си стоеле по текот на зимото, каде што ќе бидат сместени под контролирани услови, каде што ќе не радуваат во текот на зимото и ќе чекат наредната пролет повторно да ги изнесеме. Да, и убавите топли температури, топли денови, нели, но што се однесува до балконот, до цвеќињата кои што можат да бидат изложени надвор на влажно време и на постудени нели температури, на постудени денови, кои цвеќиња се препорачуваат еве за овој период кој што ни доаѓа, кои што можат да бидат на балконот, па и во дворот. Па се уште балконите, терасите се полни со летниот расат, бидејќи нив сега им е многу убаво, бидејќи температурите се веќе прилагодени, има релативно добра влажност, тие се одлични. Меѓутоа, дел веќе си почнуваат некои да си дополнуваат расадот, меѓутоа веќе во почетокот на октомври месец ќе почне и масовна замена на летниот со есенски расад. Сепак кај нас најчесто продавани растенија и најчесто садени растенија, тоа се виолата или љубичицата, и тоа се виолите и хризантемите или кралиците на есента. Да. Може да спомнеме нешто, иако сите знаат, тие се доста познати како се одгледуваат, сепак може по некој совет да кажеме
да се Да, подсетиме, секој се добродојдени. За љубичицата или виолата, таа е повеќе годишна, меѓутоа кај нас се одгледува како едногодишно, се нарекува и друштвено растение, значи за да имате побуен нараст и побаво да ви цвета, секогаш садете ги во групација од минимум 3. Тогаш ќе имате покрупни листови. Има долг период на цветање, значи почнување од септември, па цветаат дури до мај месец следната година. Ниските температури не им пречат нив. Ако имаме многу ниски температури, ако имаме снег, значи може да дојде до уништување на самиот цвет. Меѓутоа, самото растение нема да ви изумре, така да со појава на првите топли денови тие повторно почнуваат да цветат и цветаат до мај месец. Сакаат сонце, значи садете ги на сонце или полусенка, немојте никогаш на сенка да ги ставате, зашто тогаш самите растенија ќе дојде до нивно издолжување на самото стебло, квалитетот на цветот нема да биде никаков, така да самото тоа ќе се изгуби. Што се однесува до водата, треба во првите недели по преседувањето особено да внимавате и редовно да ги вадите на 2 до 3 дена, затоа што тие секојаш се садат плитко, затоа што се малце пребирливи кон почвата, за да не дојде до скапување, мора да се садат плитко и првите недели од засадувањето редовно вадете ги, а потоа самото растение испрема временските услови, така ќе го вадите. Ако има потреба, ако е суша, ќе вадите, ако врне и тогаш само од себе ќе си се навади. Да спомнеме малце нешто и за хризантемите. Тие се викаат кралици на есента, предвесник на есента, иако има краток период на цветање, значи од септември до првите мразеви, сепак премногу се сакани, значи имаат стварно колорит од бои. Зашто се толку сакани? Затоа што почнуваат да цветаат точно во периодот кога веќе летниот расад почнува да изумира или да престанува со цветање, така да тие се појавуваат. Многу се лесни за одгледување. Значи, нив може да ги ставите и на сонце, и на сенка, исто ќе ви цветат. Единствено внимавајте на ладните ветрови, не сакаат ладен ветер. Инаку пребирливи не се во однос на почвата, поднесуваат секаков тип на почва. Наводнувањето треба да биде редовно, внимавајте да не го засушите садникот, затоа што тогаш доаѓа до брзо угинување, а сепак внимавајте кога ставате вода, што помалце да ги вадите цветовите и листовите поради нивно угинување. Со појава на првите мразеви, значи доаѓа до нивно сушење и на листовите и на цветовите, меѓутоа немојте да ги кроите, немојте да ги кршите, оставете ги да презимат, затоа што со тоа така се заштитува и самиот корен. Значи првото кроење почнува напролет, кога ќе почне вегетацијата. Откако ќе почне да се оформува, можете да направите кроење, да си ги формирате во вид на топка или вие како сакате. Уште едно кроење мало препорачливо е да биде во почетокот на јули месец, значи само кратко од озгора, за да може да го форсирате самото растение да даде што побујни цветови и поголем број на цветови. Тоа се главно тие растенија што се најчести што се садат кај нас по дворовите. Секако постојат и многу други растенија, зимзелени, што се садат, меѓутоа овие два типа на растенија, љубичицата и хризантемата, се најраспространети во нашите дворови. Да, и се некако многу достапни и често ги забележуваме, нели, и низ дворовите и на балконите. Јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време, за сите овие совети кои што ги споделивте заедно со нас и со нашите гледачи, тоа како ќе им бидат од користи, еве како може, нели, да се насадат, како треба да се одгледуваат, да се чуваат, за и сепак и во овие есенски денови да имаме еден убав поглед на терасата и во дворот, во градината, но и како
како да ги подготвиме оние цвеќиња кои што до сега ни го разубавува дворот и балконот, да ги подготвиме за овие постудени денови кои што доаѓаат. Ви благодарам на одвоеното време, секогаш тука сте нели отворени за гледачите, па можат и да ви се обратат и лично на вас, за да споделите со нив некој совет доколку имаат потреба од истиот за цвеќињата кои што тие ги одгледуваат во домот. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Да, е многу убаво кажано од страна на госпоѓата Бети, која што навистина можеме и не за да ја наречеме кралица на цвеќињата, како што хризантемата е нели кралица на есента, така што еве добри совети како можете да си ги одгледувате цвеќињата во овој период кој што ни доаѓа, кои цвеќиња се еве најраспространените, но и еве лесни за одгледување. Ги споминавме љубечицата и хризантемата кои што се отпорни нели на ова време кое што допрва ни доаѓа во есенските денови. Убаво е нели да имаме еден исто така убав цветен поглед, дали на балконот, дали во дворот, дали во градината, онаму каде што имаме простор нели да насадиме нешто ново. Благодарам многу, Ивана, и ќе те замолам после скришно да ми го дадеш бројот од твојата гостинка, од господја Бети, затоа што мене ми треба екстра помош околу овие работи.